Со концерт на Митан проект и Андријана Јаневска со изложба на слики од бендот на македонскиот музичар и продуцент Мите Димовски, Митан проект, утре вечер заедно со Андријана Јаневска и Дамир и Мери ќе одржи концерт на платото пред Домот на културата Тоша Арсов. Со самото тоа што ги спомнам името на Дамир и Мери, Мите Димовски, Андријана Јаневска и тројца други музичари кои се менуваат од концерт на концерт, но сепак се квалитетни од други различни групи, значи членуваат и од етнооркестрот Монистра и се надевам дека благодарение на тоа ќе имаме навистина убав концерт во Виница. Ги поканувам сите граѓани на општина Виница да пошироко да присуствуваат, нема да сажалат значи на овој концерт кој ќе трае некаде час и половина. Самиот концерт е загрижен за 20 и 30 часот на платото пред Домот на културата, значи на плоштадот Ангел Винички. Културната содржина на Павлоденското чествување ќе биде збогатена со улиците од љубов на уметникот Ване Костуранов, чија желба ќе биде отворена во петок. Музејот Теракота од Виница ќе се представи со изложба во Домот на културата, во изложбениот простор на 10 јули со почеток во 20 часот. Значи ќе биде отворена изложбата од младиот уметник од Струмица, Ване Костуранов, кој ќе изложи 20 дела од својот циклус изложби слики на платно, акрил на платно, насловен како улица Љубов. Во спортскиот дел годинава за прв пат покрај кошарка и пинг-понг ќе се организираат и турнири во тенис на кои се очекуваат 70 учесници. За прв пат годинава организира турнир во тенис за дечиња од 6 до 12 годишна возраст. Годинава очекуваме екипи од Штип, Скопје, Радовиш и Кавадарци, заедно како и нашиот клуб. И очекуваме да бидат присутни околу 70 дечиња од овие возрасти. Турнирот започнува во недела 12 јули од 9 часот наутро и очекуваме сите љубители на тенисот, како и на спортот на општина Виница, да дојдат и да ги поддржат малите дечиња. За најмладите и година во општина Виница возможна неограничена забава со баскер артистите, кои ќе бидат лоцирани во паркот Виниленд. Духовниот дел од чествувањето продолжува во понеделник со литија пред Параклисот Свети Павле, а ќе се заокружи со свечена седница на која годинава ќе се доделат награди за учениците на генерацијата од 4 основни и од средното општинско училиште.